Нашето здружение на лица со реткото заболување на црниот дроб, познато како примарен билиарен холангитис ПБХ, кое брои околу 150 членови, воопшто не беше консултирано од страна на надлежните здравствени институции, вклучително и од министерот Филипче, за можноста хроничните болни и лицата со ретки болести повторно да се вратат на своите работни места. И ние сме апсолутно против таа одлука, вели за Алфа претседателката на здружението СЛАП Билјана Мирчевска, која се чуди зошто се изоставени, кога се знае дека ова здружение легитимно постои веќе 15 на години. Според неа, и шетањето на овие лица по потврди кај матичните лекари е максимално ризична опција, бидејќи тоа само дополнително може да им ја загрози и онака кревката здравствена состојба на овие луѓе. Сметам дека треба да се пролонгира рокот кога ќе биде одлучено дали ќе се вратат тие на работа или не, затоа што се уште не знаеме дали ситуацијата е под контрола или пак бројот на новозаболени се уште и понатаму ќе продолжи да расте. На сличен став се и психолозите, кои тврдат дека на овие лица државата мора да им обезбеди и психолошка помош, но при тоа неа да не ја чувствуваат како дополнителен финансиски товар. Инаку 13 септември е Интернационален ден на борбата против реткото автоимуно заболување на црниот дроб, ПБХ, кое и во нашата земја за жал зема се поголем замав и чија етиологија се уште представува енигма за медицината.